Почитувани граѓани, откако му ги откривме сите скандали на Максим Димитриевски, откако јавно проговоривме за сите сомнежи за коруптивни шеми со парцели и станови, за криминал и лично богатење, градоначалникот на Куманово сака да не замолчи. Наместо да даде одговори и отчет пред граѓаните, наместо да одговара, Максим Димитриевски поднел тужба, дека бил навреден и наклеветен. Но замислете, тужбата е за мои говори во Советот на општина Куманово. Димитриевски се плаши од вистината и затоа сака да ја заташка, да ги прикрие злоупотребите и да го замолчи секој што му се спротивставува и јавно му ги обелоденува. А што најмногу го здоболело Димитриевски? Кој дел од вистината? Цитирам. Како се купува стан од 90 метри квадратни за 2000 евра? Како се прави размена со кумот? Срамота е човек кој е фатен со кола, пари со подкуп. Не може да ја напаѓа претходната влада. Таа влада му ја раздолжи општината, токму таа влада на која и се заблагодаруваше. Еве нека види народот, ова се дел од цитатите, има секако и други, кои Димитриевски ги навел во тужбата. Јас, како одговорна советничка, сум гласот на граѓаните. Јавно зборувам за скандалите и сомнежите за криминал на Максим Димитриевски и така и ќе продолжам. Јавно му порачувам. Нема ниту да ме уплаши, ниту да ме замолчи. Благодарна сум за поддршката од Социјалдемократскиот сојуз. Нашиот став е став на граѓаните. Нашата борба е борба за вистината, за правдата, за транспарентноста, за одговорноста. Јавно порачуваме, нема повлекување. Ќе продолжиме да зборуваме гласно и јас и СДСМ. Ќе продолжиме да ја разобличуваме секоја негова злоупотреба и ќе бараме институционална реакција од надлежните. Мора да се истражи неголемиот коруптивен скандал во општина Куманово со земјиште, во организација на Максим Димитриевски и неговиот кум Драган Митевски. Како Димитриевски и неговиот кум заработиле 350.000 евра. Институциите мора да дадат одговор. Како тоа Димитриевски добил стан од 97 метри квадратни во центарот на Куманово за само 2000 евра. Куманово заслужува честна и одговорна власт. Одговорност ќе има, кога тогаш. Правдата ќе стигне и во Куманово.